20-годишната Ана Трајковска е втора придружничка, а воедно и мис популарност на неодамно одржаниот избор за мис во Тајван, кој се нарекува воедно и Queen of Brilliance International. Со свежи импресии денеска ни гостува во Нова Бис. Здраво, Ана, добре дојде во телевизија Нова. Здраво, добре ме најдов. Јас би сакала најнапред гледачите одблиску да ги запознаеме со тебе. Кој е Ана Трајковска? Знаеме само дека имаш 20 години, студентци на економскиот факултет овде, на државниот универзитет. Да, на државниот универзитет Свети Кирил и Методи, економски факултет, втора година. Колку време се занимаваш со манекенство? Се занимавам од мои 15 години, така да веќе ова ми е 6-та или 7-ма година. А што прави Ана во слободното време? Па, како мала... Што е што те исполнува подеднакво како и манекенството, нели? Па, како мала се занимавав со латино танци, така да тоа е она што ми исполнува. Во слободно време танцувам, иако не можам веќе да се занимавам професионално со тоа, одвојувам време за танцување, тоа ме општа. А во иднина можеме да те гледаме како економист? Па се надевам дека да. Она што е интересно да се спомене е дека Новој избор ја освои титулата втора придружничка, а воедно и мис популарност во конкуренција на 60 девојки од различни делови од светот. Ја очекуваше ли оваа награда? Не ја очекував, затоа што меѓу 60 најубави девојки од целиот свет, навистина не очекував дека ќе се заклисам со награда. Заминав за да се забавувам, за да се дружам, да запознам една нова култура. Но ете, се изненадев и навистина сум среќна и задоволна. Колку време помина во Тајван и колку успеа да го запознаеш во поглед на оние сите културни знаменитости што ги имаат? Бев таму од 9 до 27 февруари. Посетивме 3 големи града. Започнавме со Тајпеј и со Тајпеј завршивме. Го посетивме и Каошјунг, тоа е град во јужниот дел, а финалето се одржа во Тајчунг. Така да го видовме најдоброто од Тајпеј, ги посетивме нивните будистички храмови, саеми, го запознавме градот, нивните пазари. Така. Имаше полуфинална и финална вечер, така? Да. Најнапред изненадувањето беше кога влезе во ние 15, во потесниот круг. Да. Имаше солзи радосници на крај? Па бев шокирана, избунета, така да бев во исчекување да видам што ќе се случи понатаму. Така да задоволна сум од исходот. Така, ти си можна скромна и знаеш да кажеш дека па добро, привлекуваа внимание и многу други, дека очекуваше сосема други да ја добијат наградата, но можеби токму тоа бил клучот. Скромноста, спојот на внатрешната и надворешната убавина, така? Да, уште на првата вечер кога имавме собир, ни беше кажано дека се бара кралица која што е покрај надворешна убавина, ќе има и внатрешна убавина, односно карактер, однесување. Бевме цело време под надзор затоа што го гледат нашето однесување кон организаторите, кон останатите девојки, така да мислам дека и тоа одиграло улога. А кој ве оценуваше? Стручно жири, кое што со нас беше во текот на целиот престој. И претпоставувам со строги критериуми, што му оценуваат, нели, избор од ваков светски ранг. Во секој случај, овие избори значат и дружење, размена на искуства, пријателства кои се стекнуваат, значат, секако дека значат и круната која си ја добила и наградата, меѓутоа овие пријателства остануваат за секогаш. Со кој од оние учеснички успеа да се спријателиш и комуницираш, нели ќе останат контактите понатаму во иднина? Да, и сега има Facebook, WhatsApp, има многу места на кои што можеме да комуницираме секојдневно. Од 60 кандидатки не можеш со секоја да се зближиш, но јас успев да оформам свој потесен круг на пријатели со представничката од Бразил, од Полска, од Франција, тука си Црна Гора и Србија и Бугарија како наши соседни земји, така да тие ми беа најблиските. И тука би ги споменале, нели, оние што беа во најтесна конкуренција твоја, или поточно оние кои го освоија првото и второто место? Да, победничка е девојката од Еквадор, незина прва придружничка е од Куба, второ место сум јас, а потоа следи Португалија и Соединети Американски држави. Ова избор е од големо значење пред се за нас и како земја. И твое лично представување, меѓутоа во сите оние интервјуа кои ги имаше ти таму, се бараше во кратки црти да ја представиш и нашата земја. Да.
одговорност е, затоа што, како што кажете, јас се представувам и себе, и својата агенција, и нашата држава, така да важно е како ќе се представи одговорност и се надевам дека исполнив задачата како што треба. Кои места им ги посочи ти во Македонија што вреди да се посетат, доколку некои од девојките учеснички на овој избор некогаш нели решат да дојдат во Македонија? Го посочив моето омилено, иако е мало место, Вевчани е мојот омилен дел од Македонија, секако Охрид како туристичко место и ски центрите, меѓу кои Попова шапка. Јас за крај на овој разговор сепак би сакала да ги споменеме и останатите твои значајни достигнувања и награди, кога е во прашање манекенството. Ова може да се каже дека е круна и на досегашната твоја кариера, меѓутоа претходно имало и други представувања, па да ни ги споменеш накратко сите признанија кои си ги добила досега. Моето прво признание беше на изборот во Турција, Мис Аполон, Мис Веноса, потоа следи уште многу други. Например, во Италија на Мис Europe Continental, Мис Фотогеник, потоа во Либан, тоа е изборот пред да дојдам во Кина, таму бев петта придружничка и многу други. Јас ти посакувам успехи понатаму во твојата манекенска кариера. Можам да кажам дека со оглед на тоа што само 5 години се занимаваш со манекенство, навистина солидни резултати и секако се надевам дека ќе продолжиш и понатаму успешно да ја представуваш својата земја и себе. Ви благодарам и на поканата. Ти благодарам, Ана, што и покрај тоа што си уморна, пропатува низ повеќе земји и аеродроми додека да се вратиш назад, сепак успеа, синоќа пристигна, денеска си дел од Нова Бис. Ти благодарам за напорот во секој случај. Ми беше задоволство. А ние продолжуваме со светот на иновациите. Еве што е најактуелно и интересно од таму во продолжение. Agility Robotics го представи својот најнов робот за кој што тврдат дека за околу 2 години би можел да ги замени поштарите ширум светот. За разлика на претходните развиени роботи во рамките на истражувачкиот центар на Универзитетот во Орегон, програмерите на Agility Robotics, компанијата која што работи под патронат на Универзитетот, додали управувач нов и затворен систем, поради кој овој робот се разликува за тоа што може да работи во сите временски услови. Наречен е Кейси, а првенствено е проектиран да работи како доставувач. Многу ми навела дека изгледа морничаво и наликува на ној, а програмерите напоменуваат дека немале намера да копираат изглед на некој животно. Конечниот изглед на овој робот е одреден со конфигурација на нозе создадена со математички формули, а тоа на роботот му дава добра подвижност и го прави поефикасен во движењето. Многу едноставно, роботите со нозе може да се движат на места каде што роботите со тркала не можат, објаснува Джонатан Харст, главен технолошки директор на Agility Robotics, и споменува дека Кейси може да ги олесни и забрзи испораките затоа што за разлика од поштарите, тој ќе биде достапен 24/7. Покрај тоа, роботот Кейси може да се користи во воени спасувачки операции. Тимот кој што го направи Кейси во иднина планира да му додаде и раце и напреден систем на сензори. Инаку Кейси е направен благодарение на 16-месечната стипендија на Агенцијата за напредни истражувачки проекти при Американското министерство за одбрана. И откако го запознавте Кейси, поштарот на иднината, за крај на ова второ издание на Нова Бис уште една информација од светот на иновациите. Создадени се гумени алки кои движењата може да ги претворат во музика, замислете. BitMoves се апликација која содржи 400 различни звуци, кои се произведуваат преку движења во танцување. Овие алки ќе бидат пуштени во продажба во август оваа година и ќе чинат $60. Колку убаво се движите и слушате музика создадена од вашите движења. BitMoves се состои од две гумени алки што имаат акцелерометар што ги мери движењата и со Bluetooth врска ги пренесува до мобилниот телефон, каде преку соодветна апликација движењата се претвораат во музика.
BitMoves апликацијата содржи 400 различни звуци, што се произведуваат преку танцувачки движења. Овој уред беше представен пред јавноста на неодамнешниот њујоршки саем за играчки. And what's really funny is they can even do crazy sounds like Овие алки во продажба ќе бидат пуштени во август оваа година по цена од $60. И тука го заокружуваме нашето дружење во рамки нова второ издание на Нова Биз. Се гледаме повторно во попладневното издание некаде во 14:35. А вие до тогаш останете благовремено информирани за сите актуелни случувања во земјава и странство со програмата на телевизија Нова.